Варвара. Варвара е еден од поголемите христијански празници во зимскиот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 17 декември во стариот календар. Меѓу народот постои верување дека не се оди никаде на гости на овој ден, туку се седи дома. Се верува дека тој ден, кој прв влезе дома, таква ќе биде годината. Кој ќе те полази, таква среќа ќе ти донесе. Затоа, народот верувајќи во ова, гледал прво мало дете да ти стапне дома, за да ти носи среќа, радост и мила да ти биде годината. Или пак, тој што ќе влезе, да носи со него леб, за берекет. Празникот на светата великомаченица Варвара народот најчесто го поврзува со заварување, варење и слично. Во народните сваќања, Варвара се поврзува со преминот од есен во зима. Се верува дека од света Варвара до свети Игнати Богоносец денот се крева, се зголемува колку иглен врв. Дека на света Варвара денот и ноќта се еднакви, или дека сонцето се врти кон летото. Најчесто света Варвара се сваќа како покровителка на сипаницата и други детски болести, а конкретната представа за неа ја сочинува митолошкиот лик на болеста – стара, грозна и зла бабичка. Света Варвара е типично женски празник. Народните представи за празникот и обредноста на света Варвара упатуваат на древните женски култови, преосмислени во христијански дух и врзани со култот на светицата, големата Божица мајка. Култот на светата маченица Варвара, особено популарен, бил во Разложко, каде што се верува дека таа била од овој крај и дека тука настрадала. Овде се изведуваат интересни обичаи. Се празнува со собори и панаѓури. Тогаш девојките и момчињата се облекувале во специјална облека, со специјални капчиња на главите одалека црквата Света Петка на селото. Таму играле и пееле, а потоа се враќале и во групи. Ужинале во некоја куќа каде што специјално за нив се готвела храна. Потоа пак играле и пееле повеќе обредни песни, меѓу кои и Света Варвара, Букосава, Свети Никола. Останало запишано дека на 4 декември луѓето се собирале кај изворот со топла и лековита вода да се измијат за здравје и исцелување од секакви болести. Од 1850 година ова празнување било пренесено на средата по Великден, затоа што во зима било студено, со снег. Инаку преданието вели дека светата маченица Варвара потекнувала од овој крај и тука настрадала. На местото каде што е убиена, излегла вода со црвеникава боја за која се смета дека е од незината крв. Во Радовиш на овој ден подготвувале пченка за варење, за да се заварат. Во овој крај со Варвара бил поврзан обичајот полазување, што се среќава и во други краишта на Македонија, иако во некои места овој обичај е поврзан и со некои други празници. Имено, тој прв што ќе влезе во куќата наутро се вика полезник. Се смета дека е добро тој да е човек со лесен полез, поради што поканувале луѓе што ги сметале за среќни, први да дојдат наутро и да бидат полезници. Полезникот носел неколку сламки и велел: дојде Света Варвара со згуденца, со пиленца, со детенца и бери ке ти здравје и късмет да имате во куќата.
Poleznikот го честеле со кафе, сладко и друго, а му давале и пари. Варење жито на овој ден се среќава и во Кумановско. Овде најчесто во гезве вареле пченка и пченица и сите од куќата каснувале утрото пред да одат на работа. Тоа се правело за да не се запече полето, да биде влажно како водата во гезвето и да тере барикетот. Истиот ден се јадел варен грав, за да не го тепа град полето. Во Велешко верувале дека од Варвара до Игнат денот се кревал колку врв од игла. Assunta